Шарено ни е тука во отвореното студио 1. Чаловски. Шарено затоа што нас повторно ни е гостин, малиот шампион, Георги Чешмеджиевски, господинот Ристо Чешмеджиевски, секако и Александар Арсовски од македонската кјубинг организација. Тука сте затоа што во Македонија се случува вториот меѓународен турнир во брзо решавање на коцки. Организатори македонската кјубинг организација и она што е интересно, Macedonija Winter 2019 година, тоа се случува во една огромна сала од 90 учесници, односно над 90, од 12 држави, што ќе каже пак дека еден огромен настан. Самата бројка зборува за тоа. Господине Ристо, ајде прво за надпреварот. Сепак ќе се случува во 2 дена, ќе има многу луѓе. Од каде цела оваа организација, оваа грандиозност, што ќе биде овој надпревар? Па еве, ние пробавме минатото гостување кај вас беше негде кај летото и посакавме да имаме организација со Ѓорги, бевме тогаш сами. И еве момчето што тука до нас е иницијатор и главниот виновник да биде таа работа. Организацијата се случи и ние почнавме да работиме. Да направивме во ноември, 17 ноември ги имавме првиот надпревар, исто така меѓународен имавме над 70 учесници од 10 држави. Продолживме понатака, имавме повторно настап во декември на еден геймерски фестивал кој што се занимаваше со играње игри, меѓутоа ние бевме како еден ивент страничен, да кажеме, некаков околу тоа. И еве го сега и вториот надпревар кој што ни е најмасовен до сега. Викендов се одржува во хотел Александар Палас, имаме над 90 пријавени учесници од Балканот и пошироко. Така да супер ни оди работа, се развива со подобро темпо од тоа што очекувавме апсолутно. Александар, од каде се сите тие учесници? 12 држави, барем од секаде од светот доаѓаат или? Не, најмногу се од Европа, не знам дали имаме надвор од Европа. Од Балканов има скоро од сегде. На различни возрасти? Да, значи немаме никакво ограничување на возраст, може да се пријави кој сака. Најчесто се под 14-15 години, повеќето, ама имаме и 20 на 30 што се веќе возрастни и постари, нели? Повеќето се од Балкан, имаме од Швајцарија делегат, значи за да биде официјален надпреварот, Светската асоциација праќа делегат за да го води надпреварот. Че делегатот ни е од Швајцарија. Имаме уште неколку надпреварувачи од Финска, Франција, Белгија и така натаму. Во другите спортови постојат фаворити, барем обично, нели, може да се каже кои се фаворитите во фудбалот, во кошарката, во било кој друг спорт, во ова надпреварување, не знам, уште не се води како спорт или се води? Ја го викам компетитивно хоби. Така, дека уште не е спорт, ама има некако го има тој спортски дух. Стане, зошто да не, компетитивен, така да. Може би стане. Да. Во таа насока има ли луѓе од кои што сметате дека ќе ви бидат најголеми конкуренти на турнирот? Да, па мислам дека веќе се знаат од прилика кои се најбрзите и ретко се случува да има големи киксови. Значи се случува ако двајца се, да речеме, во секунда просек разлика, па да не се знае кој ќе испадне прв. Ама од прилика за другите се знае, например, ако просекот му е 15, може да варира од 14, 16 и толку е. Не може некоја голема осцилација да има. Добро, вие сте нашите фаворити секако од Македонија, меѓутоа од страна што доаѓаат надпреварувачи се знаат некаде каде се најдобрите, најбрзите. Делегатите што доаѓаат се далеко меѓу најбрзите двајца. Кај нас така е структуриран надпреварот што и делегатите учествуваат и организаторите учествуваат во надпреварот, бидејќи тие организаторски задачи се делат помеѓу сите надпреварувачи. Значи надпреварувачите судат на другите надпреварувачи додека не се активни и така натаму. Ајде малку повеќе, еве, споминавме во овој однос да им доближиме на гледачите и нас не интересира. Има ли правила на конкретни некои на играта? Да, значи за секоја рунд прво имаме различни категории, значи освен рубиковата коцка основната, имаме и други, например оваа пирамида, коцка со повеќе страни, оваа е 5 на 5,
4x4 Cube, така имаме 9 категории. Садам, Дури имаме садам. и решавање со една рака и решавање без гледање. Во оглед на баш без гледање, кога го видов описот на овој втор меѓународен натпревар, видов дека има и таков натпревар со затворени очи. Па да. Што е идејата за тоа? Да. Значи, ние во принцип одиме чекор по чекор, не сме минатиот натпревар го немавме тој настан и се тоа е веќе малку по напредно ниво, меѓутоа се трудиме и нашите натпреварувачи да почнат да работат. Ние релативно сме млада организација, значи од минатото лето постоиме, тоа се 7-8 месеци постоење и нашите натпреварувачи напредуваат со секој натпревар. И ова е еден од тие што ќе бидат баш предизвикувачки да се постигне. Инаку многу често и во светот и во Европа каде што се организираат неуспешно, значи мора да се обидуваш повеќе пати на надпревари. Тој трае подолго, така. Да, подолго време. Сега детали не се ни важни во моментот, сакам да кажам дека тоа е да речеме едно ниво малце погоре и тоа се веќе сериозни момци кои го работат тоа, инаку постои уште поголемо ниво, тоа има мултиблайнд се вика, тоа му доаѓа повеќе коцки, да речеме 4, 5, 10, не знам, рекордот светски е мислам 33 коцки. Не, 45. 40 ги меморизира. Едно по едно. Се меморизираат претходно и потоа ги решавате една по една. Да, сите. Тој процес трае саат. Да, и со саати трае тоа на надпревар. Ама по 59 минути било се. А Ѓорги, ти вежбаш дома така со затворени очи? Не, уште е рано за тоа? Уште не знам како да ги памтам сите парчиња. Добро, ама ќе научиш. Да. Ние пробавме пред некој ден едно екзотично местење, пробавме со нозе да наместиме и бевме успешни. Не ни беше времето толку добро, меѓутоа успеавме со ножиња, а инаку и тоа е настан кој што е валиден и е препознат од светска организација и го има на натпревање, нашиот го нема, меѓутоа со да речеме куриозитет дека светскиот рекорд за местење со нозе во Рубикова коцка е 16,9 секунди. Значи 17 секунди се мести коцка со две нозе. Значи не со две Ова раце. дефинитивно Со нозе, не со раце, не со глава, со А нозе. Ѓорги е во минути сега, ама се надеваме дека ако му е интересно ќе вежбаме и Ова дефинитивно ќе стане спорт. Вака според информациите кои што ни ги кажувате, абе Ѓорги ќе ги победиме сите на Па да, ја можам секој по ова да го победам. Добро, во тоа си прилично уверен. Најдобриот. А на турнирот од сите овие што доаѓаат 90 луѓе? Се претпоставувам нема да се надпреварува со сите 90, тоа? Да. Не, значи надпреварите Можеби не препознаваат делегации старосни граници, Значи, значи дека Ѓорги со 8 години и некој со 78 апсолутно се еквиваленти, они се надпреваруваат во исти категории, така да буквално се надпреваруваат со сите 90. Нема привилегија за група за помлади, повозрасни, така се поставени основите на организацијата и ние ги прифаќаме. Значи децата заедно со возрастните се. Иако најголемиот дел на учесници се тинејџери воглавно. Значи таа е најмногу популација застапена и во светски рамки, а и кај нас. Ѓорги, во таа коцка си најдобар, да. Да, Меѓутоа ме интересира воопшто со која самодоверба влегуваш на турнирот. Ќе ги победиш сите или не? Пола да, пола не. Или пак поважно е себе прво да се победиш? Па да, себе прво да се победам, па потоа другите. Александар, да те прашам и тебе, како започна не интересира твојата приказна, односно влегувањето во целиот тој процес за брзо решавање Рубикови коцки, љубовта, пасијата? Па почнав да се решавам сам коцкава, да си вежбам по дома. Ама немав слушната за надпревари, немав слушната за рекорди и така натаму. Знам дека постојат некои си рекорди, ама мисля дека тоа индивидуално си го вежбаат луѓе. И кога разбрав дека ствари има низ светов по 50 надпревари неделно, низ цела земја, сватев дека е интересно, дека има забава, дружба и дека вреди да се направи кај нас нешто такво. И еве успеавме сега со овие два надпревари докажуваме дека како што си мислев пред година дена кога почнав сам, мислев сигурно нема шанси да сум само јас што местам коцка, што пробам да добиам времења, сигурно има и други. И еве успеавме да ги најдеме ќуберите. После една година веќе имаме
надпревар со 100 луѓе, што е, мислам дека Сериозно, супер, така. да, супер заедница. И се надам дека тој број ќе расте и дека сме ги инспирирале и некои други да почнат да решаваат. Така, тоа ми беше целта од старт, да направиме една заедница кај што ќе може да се дружиме, да се надпреваруваме меѓу себе. Јас се сеќавам Ѓорги кога беше во првиот пат во студиото, видов нели од каде му дојде неговата желба, рече дека гледал многу YouTube видеа, Од светски рекорди, од светски рекорди, од да, се. ги вежбал. И се Ѓорги мисла. почнува на 8 години, а Од 5. Александар еве повеќе да дознаеме за Александар. Ѓорги, колку толку го знаеме во јавност. Почнав ја во средно, ама тогаш, како што кажав, не знаев за времење и за овакво, значи си вежбав за себе. И имав една пауза, значи престанав да вежбам. Пред негде 2 години почнав пак сериозно. Буквално ми беше како чека да пробам коцка, не сум ја наместил 2-3 години, да пробам да ја наместам дали знам уште. Пробав, пак ме заинтригира и од тогаш почна она вежбање за постигнување на времење и така натаму. Веќе се претвора во пасија, така. Да. Ѓорги, дома уште колку видеа имаш прегледано од првиот пат кога беше овде? Не се бројат. Не се бројат, без крај сум гледал. Вежбаш цело време, а? Да, вежбам. Браво. Господине Ристо, колку надпревари имате поминато, еве, ако земеме предвид дека бевте овде некаде на лето, колку до сега, еве, до јануари имате поминато надпревари, што се, еве, гледаме дека имате и медали, нови коцки има, претходниот пат не ги носевте сите овие. Не, коцки секако дополнуваме цело време. Ѓорги прво е се уште нели дете, него му се ова нови играчки нели на ниво на играчка која што сега ја применивме и во брзото решавање на коцки. Инаку надпревари колку што ни дозволува можностите на Балканов бевме на 4 или 5 надпревари, сега не знам, меѓутоа Бугарија, Албанија, Косово бевме и така 2 пати мислам Бугарија, нашиот македонски надпревар. И сега ни е многу полесно бидејќи имаме веќе надпревари во Македонија, меѓународно, значи признаен, апсолутно еквивалентен на овие што се сите други каде што сме оделе и ние привлекуваме веќе и од надвор надпреварувачи. И најубавата работа е што веќе од нашата организација имаме неколку дечиња, меѓу кои и Ѓорги. Еве да го спомнам и Александар Дуклевски, кој што ни е еден од најдобрите, едно момче кое што исто освојува со Ѓорги, почна да освојуваат медали на турнири компетитивни, значи се апсолутно со барем балкански надпреварувачи се бориме сосем окей, да кажам. Почетоците не бевме равноправни, значи ние бевме инфериорни, ние мислам бевме среќни ако влеземе во финални дисциплини. Сега веќе можеме да во некои дисциплини да добиваме и резултати. Работа треба време и најважно што базата ни се зголемува на дечиња кои што почнуваат нас не контактираат, да не претерам на дневно ниво по неколку дечиња со секакви поварувања околу коцките, да се заинтересираат родители на дечиња, да прашаат нешто околу коцките, така да интересот се зголемува и мислам дека ќе имаме успех се повеќе како ќе поминува времето. Да, за оние кои што сакаат да станат дел од македонската кјубинг асоциацијата, да. Па ние ги обединуваме овие дечиња и имаме некоја форма на пристапница која што е со некакви символични 200 денари годишно, значи членарина. Значи тоа е баш символично за да ги чисто да се преброиме колку сме, како сме, да може да комуницираме со нив. На надпреварот ќе имаме и пристапници кој сака може да дојде и да ета и со тоа ни помагаат нас бидејќи ние функционираме апсолутно без никакви, значи ние профитно не работиме, ние сме апсолутно непрофитни. А финансиска поддршка од било кој за да имате ли, добивате ли? Еве Алеке, имаме помагатели, некои што ни помагаат. Така, спонзори. Да речеме, не знам дали може да ги споменеме ако е нешто сега да не после фактура да не ни испорачате. Како иде, се наоѓаат фирми. Можеби е поразително за мене што поголемиот дел се да речеме од Македонија или странски ориентирани што од македонска фирма која што работи да речеме од IT сферата кон надвори и ни помага и се нашла тука. Имаме компанија од Америка, компанија од Бугарија кои што помагаат во нашиот турнир, а немаме македонски компании што е за мене малце така. Да.
Нели? Ако они виделе некаков интерес и некаков потенцијал во нас, не знам зошто не би виделе нашиве или еве државните институции, без разлика некој да речеме да не разговараме само за финансиски, значи нас ни треба простор каде што ќе го држиме, че тоа не се финансии и некакви други потреби кои што не се секогаш нужно поврзани со финансии. Па да, еве и гостување во нека биде еден мотив, плюс секако до надлежните, ние постојано апелираме особено овакви работи да се поддржуваат. Да. И бидејќи сме некаде при самиот крај, Ѓорги ќе те замолам на Јана да ја дадеш таа коцка, а јас ќе ја земам ова. Исти се. И сега ќе направиме една неблагодарна работа, ќе ве ако може и двајцата да се надпреварувате. Ајде, може. Ќе пробаме. Јана, мешај, силно мешај. Јана, мешај. Вие мешата, ја да кажам дека Вие мижете. Ако некој сака да не контактира, да може да најдете на Македонска ќубинка асоциација на Facebook. Да. Значи имате Facebook страница? Да. Така е. Освен Facebook страницата? На Facebook сме генерално, значи на Македонска ќубинка асоциација. Дополнително има една група кај што комуницираат меѓу себе сите ќуберите, Speed Cubing Macedonија. И таму ги објавуваме сите вести, се што е поврзано со надпреварот, може да го најдат таму. Значи сите информации се таму сконцентрирани. Да. Добро. Надпреварот инаку е на 2 и 3 февруари, тоа е викендов. И е отворен за сите што сакаат да учествуваат, а за пријавување може исто да се пријават до четврток навечер кој сака преку нашата страна на Facebook. Добро, Јас се подготвив само да знаеш. Георгија. Не, имаме тајмер, еве, тајмер Ова е во интерес онака, нели, на секако. Чисто за вашето гостување во студиото, немојте да се замерете еден на друг без разлика кој ќе биде побрз. Само да напоменеме дека коцките во принцип кај нас кога се надпреваруваме се исто размешани за да имаат исти услови, сега имаме во принцип различно размешани и не знаеме кој подобро или полоше размеша. Дај да размешам уште. Не, не е проблем. Минатиот пат Ѓорги многу брзо ја намести и ми рече дека не сум мешал добро. Не. Али за цел чисто да видат гледачите за колку во принцип брзо решава еден ќубер македонски, двајца поточно. Добре, Чаловски, мислам дека... Да, добро. И на надпревар имаме 15 секунди да разгледаме, да видиме како ќе почнеме. Ја разгледавте 15 секунди имаат. Да. Може 3, 2, 1. Ајде. Близко беше. Близко беше. Близко многу беше. Браво, Јас сум фасцинирана. Ние, Јана, би местеле една страна до... Не знам до кога. Искрена, 3 дена. Не знам до кога, дискутабилно. Дички, фала ви многу што бевте гости во студиото. Фала и на вас. Така, ви посакуваме среќа и успеси. Успех многу на турнирот. И секако ние се обврзавме и тогаш и сега дека тука сме да ги проследиме сите тие успеси. Фала Ви благодариме за поддршката, нас ни значи секоја поддршка медиумска. Ви благодариме. Така. Да, и само уште еднаш да напоменаме дека еве можеби за сите оние што дополнително ги заинтересиравме, слушнавте и од Александар на Facebook страницата на Македонската ќубинка асоциација, можеме да се пријавите и да бидете дел од турнирот. Да. Сега правиме кратка пауза и следуваат стандардните минути за анализа на светските случувања со колегата Дијана Андоновиќ. Станете со нас.